Во студиото разговарам со господја Љати Фешиковска, активистка од граѓанскиот сектор и поранешна пратеничка во Собранието на Република Македонија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден до вас, благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Вие долго време работите на терен со ромските семејства и би сакала на самиот почеток да ве прашам каква е реалната слика на терен кога станува збор за инклузија на децата роми во образованието и во социјалниот систем. Мојот активизам започна уште 2000-та година и токму во Шуторизари и ден денес и после завршување на мојот пратенички мандат се враќам во граѓанскиот сектор затоа што во мене се уште има енергија да ја поддржам, да ја помогнам за заедницата, особено децата роми. Така да инклузијата е многу важна, многу битна, особено во градинките и особено во училиштата. Без разлика на социјалниот статус кај семејствата. Факт е дека ромите се на маргините на општеството и на вистина живеат во сиромаштија, но децата се најмалку виновни за состојбата во која се наоѓа нивното семејство. И токму затоа треба да им се даде шанс и можност. Така е, од секогаш во принцип јас секогаш сум работела со родителите и му кажував, без разлика на сиромаштијата, местото на децата се во градинките и во училиштата. Може би е лесно да се каже од моје видување, мој аспект, но факт е дека само преку образование може да се надмине и сиромаштијата и генерацијски да не ни се повторуваат деца кои не можеле, немале услови да одат во образование. Меѓутоа мора да напоменам дека во последниве 10 години на вистина има напредок во образовниот процес, особено кај децата роми, затоа што програмите преку Министерство за образование и програмите преку Министерство за социјала и труд и текако беа важни, особено сега веќе имаме стипендирани деца, имаме образовни медиатори, преку Министерството за социјала веќе имаме и дотации за децата од ранлива група да можат бесплатно да партиципираат во градинките, зборувам на национално ниво. Така, да. Дека тоа е доволно, се уште не е доволно. Навистина ние имаме се уште деца кои ни се надвор од образовниот процес. Но овие резултати кои што досега сте ги постигнале ви даваат доволно мотив да продолжите и понатаму да го реализирате овој процес на инклузија. Секако дека продолжуваме ние со нашиот активизам и особено во соработка со надлежните институции да овозможиме и да создадеме услови што повеќе деца да ни се вклучат во образовниот процес, да не ја гледаме сликата на улици каде што дечињава на раскрсниците стојат и питачат. Тука се предизвик се уште и децата кои се без свој дом, бездомните семејства. Токму и тоа сакав да ве прашам, со кои најголеми препреки се соочуваат всушност дечињата во своите семејства при вклучувањето нели во тој систем во градинките и во училиштата? Па веќе спомнав дека сиромаштијата си го прави своето, особено кај многодетните семејства, каде што семејствата обично живеат од гарантирана минимална помош која не е доволна за да можат сите деца да ги поддржат. Кога велам сите деца, може би некој семејство има 5 деца, некој семејство има 6 деца, 2 треба во градинка да се запишат, останатите на училишна возраст во училиште. И од наша гледна точка, кога ќе ја видиш таа реалност и таа ситуација не е седно и колку и да се трудат родителите на вистина да овозможат, а се трудат и сакаат нивните деца да бидат вклучени во образовните процеси. Некогаш едноставно не можат да постигнат. Но не можат да постигнат, но затоа сепак велам дека тука се граѓанските организации преку проекти ги поддржуваат. Имав можност да видам преку прилозите и секако тука се надлежните институции кои ги поддржуваат децата роми, особено инклузијата во
градинките, да не заборавиме дека основното и средното образование се сега задолжителни. Колку и да е тешко, навистина децата треба да се во градинките и треба да се во училиштата и на тој начин да стекнат образование кое понатака ќе овозможи да се вработат и да создадат еден подобар живот. Како се вели во животот, не е се така црно, ама не е се така розово, ама убаво е да најдеме некоја средина за да можеме успешно да се снаоѓаме во животните предизвици. Па би сакала да ве прашам кои позитивни примери од терен можете да ги издвоите каде што инклузијата на вистина функционира? Па јас би почнала од општина Шуторизари, која е една од најголемите општини каде што живеат роми, особено детската градинка која е изградена и која има капацитет да прими над 200 дечиња со добри стандардни услови. Еве го видовме и дневниот центар. Да, со добри стандардни услови и инклузијата сега и те како е зголемена. Баш имав можност да разговарам со вработените тамо и ми кажа дека посетеноста на вистина е голема и дека 130 деца дневно го посетуваат центарот. Но, може би, еве и еден апел до останатите општини каде што живеат и дечиња роми да имаат повеќе разбирање и да овозможат што поголем број на деца роми да бидат вклучени, затоа што имаме ние деца роми во внатрешноста каде што имаат некој нормален живот и каде што си ги плаќаат сами партиципацијата и затоа велам дека многу е важно да им се овозможи што поголем број да вклучат деца роми, каде што родителите ќе си плаќаат секој месец, меѓутоа долго се чека во резервната листа. Така, да. Резервната листа прави малку проблем, така да ете еден апел до општините да овозможат што поголем број да бидат и тамо запишани. Но ајде уште едно клучно прашање, дали државата доволно вложува во инклузивните програми за дечињата роми и што најмногу недостасува? Кои се најважните политики кои што итно треба да бидат спроведени за поголема вклученост на ромските деца? Па јас веќе кажав дека во изминатите 10 години навистина имаме зголемена инклузивност, но сметам тоа дека може уште повеќе да биде и да продолжи таа инклузија, затоа што и текако е важно сите деца, не само ромите, да бидат вклучени во образовните процеси. Мислам дека е добро програмите кои веќе се имплементираат, например преку Министерство за социјална политика, да продолжи поддршката и да биде зголемен буџетот, да продолжат програмите за стипендирање на ранливи групи на деца, не само роми, него навистина и други наши сограѓани кои живеат во сиромаштија. Образовните медиатори исто така се многу важни, да бидат и понатака во програмата, да продолжат со својата работа. Може би е добро во градинките да има вклученост на што повеќе негователки ромки, воспитачки, веќе ние имаме навистина кадри образовани и треба да се овозможи во градинките да бидат вклучени и персонал од ромската заедница. Ако во инклузивниот процес во центарот е детето, а околу него се сите фактори кои што директно влијаат на овој процес на инклузија. Меѓу клучните фактори ги спомнавме и институциите, и државата, локалната заедница, но тука мораме да ги споменеме како клучен фактор и родителите, семејствата од каде што излегуваат овие дечиња. Па колку родителите се свесни за значењето на раната социјализација и пред се редовното образование на своите деца, и вие споменавте дел од она што најчесто ги спречува родителите да ги запишат дечињата во градинки и да ги испраќаат редовно во училиште, но колку се свесни и колку даваат максимум од себе за да овој процес биде успешен и да и овозможат подобро иднина на своите деца? Видете, ние како активисти и граѓански организации долго време работевме во однос на подигање на свеста кај родителите за важноста на
образованието на нивните деца. И денес секако од таа наша работа во однос на подигање на свеста се гледаат резултатите. Имаме се повеќе и повеќе одговорни родители кои навистина се трудат навремено да ги однесат во градинка, да бидат навремено во училиште, да ја следат наставата. Така да во тој дел имаме одреден напредок, меѓутоа не треба тука да застанеме. Особено треба највеќе да се работи со оние семејства кои се многудетни, каде што редовноста понекогаш не е на посакувано ниво, меѓутоа ние се трудиме тука да овозможиме услови и да ги убедуваме родителите да навремено ги испраќаат своите деца во училиште или во градинка. Јас би рекла дека сепак многу е важна работата на терен. Да бидете меѓу луѓето, реално да ја согледате нивната состојба, нивните проблеми и да им ја дадете вистинската поддршка која што во моментот им е потребна. Верувам дека и вашето искуство тоа го потврдува. Поддршката од нас како граѓански организации секогаш ја имале. Веќе спомнав дека сега преку Министерството за образование имаме вклучено доста образовни медиатори за основно оделение, образовни медиатори за средно образование. Добив информација дека наводно сега за образовни медиатори кои ќе помогнат во однос на поддршката за инклузија во градинките во моментот не ги нема, меѓутоа се надевам дека наскоро ќе ги има. Мотивацијата и поддршката секогаш ја имале од нас како организации, не само како поддршка дека треба или не треба, ние за секое дете сме набавувале и училишен материјал, школски прибор, дури до облека сме плаќале и ужинка, само да децата редовно ги следат наставните програми. Таа поддршка секогаш била присутна, но добро би било и понатака да се продолжи со поддршката, затоа што навистина им е неопходна. За жал, сиромаштијата си е сиромаштија и не секогаш може да постигнат да задоволат сите потреби за да тие деца одат редовно во училиште. Споменавте во претходните одговори какви форми на поддршка им се потребни или на семејствата за да ги охрабрат своите деца да останат во образовниот систем. Меѓутоа, ајде ако би требало да издвоите 3 клучни мерки за подобра инклузија на ромските деца во образовниот систем, кои би биле тие? Па јас мислам дека програмите кои сега постојат треба да се одвојува што повеќе буџет во однос на стипендирање. Сметам дека образовните медиатори треба да бидат стално вработени, за да можат да работат со децата и семејствата. Да има континуитет во работењето, тоа е најважно. Така, континуитетот е најважен, а и сигурноста кај самите медиатори. Мислам дека е добро да министерствата кои се надлежни во однос на образовните процеси и инклузијата би било добро како мерка секоја година да овозможи да им се даде бесплатен училишен прибор на дечињата кои почнуваат во градинка и особено на првачињата да им се овозможи да им се дадат училишен материјал, па облека, па да се размислува да се плаќа и ужинка. Зборувам за оние најранливи групи на деца. И она што сметам дека е важно, дотациите во однос на инклузивноста во градинките на децата роми треба да продолжи. Ја за жал деновиве дознав дека буџетот за имплементација на стратегијата за ромите 2020-2030 година е скратен за 1 милион денари. Секоја година беше по 4 милиони денари, сега за жал дознав дека е 3 милиони денари. Имајќи ја целата состојба во однос на ромската заедница, сметам дека државата треба да се труди да обезбеди што повеќе буџетски средства за ромите, затоа што ако гледаме години наназад, се тие средства мали.
има резултати, не велам не, меѓутоа за да имаме уште поголеми резултати, за да овозможиме секое дете нас да ни е во училиште или во градинка, а не на улица да ги гледаме, тогаш ќе мора навистина да се носат добри мерки и особено да се изнаоѓаат системски решенија во однос на инклузијата на децата роми. Тоа што ме радува е од она што сега го разговараме, дека има реални, конкретни резултати на терен и тоа е многу значено. Меѓутоа, еве вака, лично би сакала да ве прашам какво е чувството кога работите на терен, сте во директна комуникација со семејствата, со дечињата и какво е чувството кога ќе видите како децата позитивно реагираат на можноста да посетуваат градинка, да бидат во училиштите клупи, да се дружат со другите дечиња, да учат убави навики и едноставно да имаат можност правилно да се развиваат и да бидат подготвени за понатамошните животни обврски и предизвици. Видете, радоста навистина е голема кога секое едно дете, особено ромското, ќе се најде во една таква средина и тоа на нам ни дава мотивација дополнително да ги поддржуваме. Мојата поддршка веќе спомнав дека трае од 2000-та година до ден денес. И јас знам многу какво е чувството кај нив и кај семејствата и особено кога имаме приредби, кога можат да настапат и да испеат песничка, да изрецитираат. Гордоста на родителите исто така е мотивирачки. Чувствата се прекрасни, меѓутоа пак велам дека имаме уште доста работа во однос на инклузијата, особено во образованието, затоа што сметам дека образованието е клучно за да се излезе од сиромаштијата и за да можат дечињата да напредуваат во своето образование, не само во основно, средно, па и на факултетите, затоа што ние во последниве 10 години навистина имаме квалитетни кадри кои завршија на факултетите, градежни инженери, архитекти, правници, наставници, професори, доктори по медицина, така да потребно е само државата да ни даде можност и шанса. Практично некако одговоривте на моето прашање кое што сакав да ви го поставам, што би им порачале пред се на институциите, потоа што би им порачале на родителите, се со цел да обезбедиме еднаква шанса за секое дете? Знаете што, мислам дека треба да помине уште многу време за да ние се чувствуваме како заедница еднакви меѓу еднаквите, меѓутоа се надевам дека и тоа ќе се случи. На родителите би им порачала да колку и да е тешка сиромаштијата, колку и да се нема можности, сепак децата треба да се... Им ја дадеме можноста на децата. Децата треба да се во училиште, да се образуваат и да имаат подобар живот за разлика од нивните родители секако. А на институциите би порачала да продолжат да ја поддржуваат ромската заедница, особено во делот на образование. Спомнав веќе вработувањата се многу важни да бидат вклучени исто во образовни институции и она што е најважно државата да продолжи со поддршка во делот на програмите, буџетот не да го смалува, него навистина да го зголеми, за да можеме и децата кои се на улица и децата кои немаат свој дом да бидат дел од образовниот процес, а со тоа да придонесат за себе и секако за просперитет и развој на нашата држава. Ви благодарам за вашето гостување, ми беше задоволство. И мене ми беше задоволство, ви благодарам.